Правдата што доцни е неправда. Вака семејствата на жртвите од кобниот 16 март ја коментираат оставката на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Родителите на загинатите за 24 велат дека сега очекуваат поголема транспарентност и професионално постапување без притисоци. Доколку под водство на Коцевски правдата доцни и се создава впечаток на селективност, тогаш неговото разрешување е легитимен и неопходен чекор за враќање на довербата во обвинителството. Од наша перспектива се надеваме дека ваквата одлука нема негативно да влијае врз понатамошната постапка, туку напротив, може да придонесе кон нејзино забрзување, поголема транспарентност и професионално постапување без притисоци. Постапката е институционална, не лична и мора да продолжи непречено, со јасни рокови и еднаков третман за сите инволвирани, без селекција, бидејќи се уште не се опфатени сите виновници во обвинителниот акт. Денес, кога навршуваат точно 9 месеци од трагедијата, обвинителот во заминување на денешната пресконференција се пофали дека за рекордно време ја завршиле истрагата за Пулс, но не прецизираше докаде е истрагата за осомничените полицајци кои вечерта биле во дискотеката. За рекордно време од само 2,5 месеци ја завршивме истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, а во тек се постапки и проверки за други предмети кои произлегува од оваа истрага. И покрај јавните наводи дека постапката против полициските службеници инволвирани во настаните поврзани со Пулс е во завршна фаза, сепак фактичката состојба укажува на сериозно одолговлекување и пробивање на разумните законски рокови, потенцираат родителите на загинатите. Дополнително, рокот од 15 дена за доставување предлози за докази од страна на одбраната се уште не е ни започнат, бидејќи не се доставени известувања до сите осомничени. Оваа процедурална состојба во пракса значи дополнително пролонгирање на постапката, без јасен временски рок за нејзино завршување. Очекуваме надлежното обвинителство, без понатамошно одлагање, да ги преземе сите потребни дејствија, да го активира законскиот рок и да донесе јасна и одговорна јавно обвинителска одлука. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се уште нема донесено јавна обвинителска одлука, иако од настанот помина значителен временски период, а истражните дејствија, како што самото обвинителство признава, се при крај. Инаку под истрага се 26 полициски инспектори, началници и командири, кои од 2012 па наваму давале одобрение Кочанската дискотека да добие лиценца за работа. Сите се осомничени за кривичните дела, тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност.